во овој момент го имаме на линија председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој со својата поддршка ја разбранува политичката, да речеме, малце застанатост овдека заради короната и се. ВМРО ДПМН секогаш прави разлика кога ќе даде поддршка на нешто и масовноста е многу поголема. Господине Мицкоски, добро вечер. Добро вечер, добро вечер. Какви се впечатоците сега ден потоа од овој протест кој се еден од помасовните и после едно подолго време? Па во услови во какви што живееме, јас очекував дека тоа што се случи ќе се случи. Големо е незадоволството кај граѓаните, гневот, омразата практично кон сето она што денеска се случува, револтот кај луѓето. Сето ова ескалира практично и вчера масовно луѓе излегоа за да пред се дадат поддршка на лицата кои што се според сите нас неправедно судени за дело кој што не го направиле, а тоа е тероризмот или уставобранителите. Но истовремено и гневот и револтот што во себе го чувствуваат и кон сето она неправда која што во општеството е се присутна практично. Кризата во здравството, образованието, гледаме онаа фарса која што ни се случува со учебниците, министерката која што се обидува да ни ја продаде, во суштина манифестира катастрофално незнање на отворена сцена, општествена неподдршка, има и револт предизвика практично оваа жена со таа глупост која што сака да ја протури во јавноста. Лошата економска состојба, 10.000 наши сограѓани изгубија работа, компании се затворија, стотици компании го изгубија својот бизнис. Практично сето она кое што денеска се случува на полето на здравството, луѓе губат животи на дневна основа, повторно 30-тина имаме денеска по просек изминатиот период од 30 до 50 секој ден. Немањето вакцини, веќе сме берливо на дното на Балканот и во Европа. Чекаме некој подарок да добиеме, и сега постанок што разбрав ке поземуваме од соседна Србија да ни дадат од кинеските вакцини, за да евентуално кога ќе стигнат ги вратиме, така беше и со руските вакцини. И така натаму, и така натаму. Практично лошата состојба во државата е исто така причина што масовно народот излезе, покажа дека се обединува околу идејата да оваа неспособна влада биде поразена на следните избори кои што ќе се случат, дали се тоа локални или локални и предвремени парламентарни заедно. Затоа што бараат излез од сето ова, затоа што овие луѓе веќе немаат што да понудат, 4-та година само рушат, уриваат и не враќаат назад, наместо да понудат некакви решенија за напластените проблеми кои што се понапластени и купот од проблеми е се поголем на дневносно. Ете, тоа е практично причината што ВМРО ДПМН вчера заедно со би рекол македонците во диаспората, заедно со сите оние други политички партии кои што дадоа поддршка на овој протест, обединија вчера огромно мнозинство, огромна маса на луѓе, ајде би рекол така, да излезат и да протестираат против сите овие погрешни политики, но исто време да дадат поддршка за луѓето кои што се неправедно судени и се наоѓаат во занданите. Кажете ми, како лидер на партија, вашиот збор има многу поголема тежина. Сметате ли дека навистина постојат правни услови да се обнови, да повторно судењето за овие луѓе кои се драконски казнети, да се повтори судењето и дали имате навистина реални сознанија дека имало навистина нефер судење и дали може да им дадете некаква правна или некаква друга помош на овие луѓе? Јанко, во минатото се потврди тоа како судска пракса, кога се враќаше пред случајот Сопот, кога се враќаше случајот Монструм, затоа што така лажеше Зоран Заев кога беше опозиционер и родителите и луѓето кои што има тешка судбина, односно изгубија чедо тогаш тој ден и практично сето тоа воведено нова судска пракса. Јас не гледам причина зошто тоа да не биде во овој случај, кога судиката кои што ги судеше, практично ги судеше како на испит за промоција во уставен судија. Практично таа ги судеше овие луѓе и стопано гледаше од страна и доколку тој не беше задоволен, не верувам дека таа ќе станеше уставен судија, но бидејќи тој беше исклучително задоволен од казните кои што овие луѓе ги добија и делото кој што таа го квалификуваше, практично стана тоа што е уставен
уставен суди. Така што имаме пракса во минатото и зашто да не таа пракса биде повторена и во овој случај. Впрочем, тоа е едно и од барањата што беа дел од вчерашниот протест. И јас како човек, еве настрана како политички лидер, ценам дека делото тероризам е пренагласено и политички монтирано и нарачено од страна на нарачателот и стопанот, а судијата практично или судиката во случајот само испорача. Што се вашите проценки? Ќе се чека до есен за нови воредни парламентарни, ќе иде редовно, ќе се случи многу побрзо? Дали сега ова го чувствувате и како ветер во вашите едра да ги забрзате тие процеси за воредни парламентарни, бидејќи нели локалните не очекуваат и онака на есен заедно и со пописот? Јанко, јас уште постоја ние украдени и би рекол корона избори кои што ги злоупотреби заев и едва извади нерешен резултат со блага негова предност. Еве рекол дека оваа влада е нестабилна и парламентот ваков како што е тешко ќе функционира и ќе биде практично парламент кој што ќе носи одлуки, односно ќе може да носи одлуки, а тие одлуки ќе бидат во корист и полза на граѓаните. Што всушност се оствари? Неколку пати барав тогаш лидерски средби пред нова година, пред крајот на 2020-та, бев одбиван, за да еве овој март месец имавме таа тета средба на моје барање на кој што се обидовме да некои процеси во рамките на парламентот ги одлагаме. Но однесувањето на спикерот во собранието, кое што секако е поддржано од парламентарното тенко мнозинство во случајот и СДСМ на чело со Зоран Заев, денеска дополнително ги комплицира работите, односно дополнително не подсетува дека ништо во суштина не е решено и дека ситуацијата многу брзо може да ескалира и да се радикализира. Јас би го предупредил да не се игра со оганот, затоа што може да се изгори и да му пукне во рака петардата. Ако ќе му пукне петардата во рака, тогаш нема враќање назад. Затоа луѓето треба да бидат свесни дека одговорноста е во парламентарното мнозинство. Спикерот има задача да обезбеди хармонични услови во рамките на парламентот за работа, односно да најде баланс меѓу различни пратенички групи, а не да се однесуваат дивјачки и да практично забранува и цензурира реч на опозиција во 21 век во земја која што е кандидат за Европската унија. Затоа ја уште еднаш користам оваа прилика да го предупредам да не се игра со оганот. Да не му пукне петардата во рака, па потоа да се изгори, па потоа последиците да бидат многу големи. Работата може многу лесно да го помине Рубиконот и тогаш веќе враќање нема. Тоа што го направи коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива со 12 пратеника, замислете како ќе изгледа кога опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН ќе го прави во парламентот, надвор од парламентот и ќе користи и други методи и алатки кои што ги има на располагање. Нека се вразуми, затоа што нити тој парламент тој го наследил од неговото семејство, ниту пак учествувал во неговото градење. Тој е парламент граден од граѓаните и треба да работи во интерес на граѓаните, а не да задоволува некакви фрустрации и некој од личен инет да ја доведува државата во опасност. Се разбира, поради ваквата ситуација најодговорен е Зоран Заев. Поради ваквото однесување на спикерот најодговорен е Зоран Заев и тој треба да поведе сметка како коалиционен поголем партнер во таа каква таква владина коалиција, да го вразуми и да му каже дека на овој начин само може дополнително да се разгори, би рекол, чувството помеѓу пратениците во парламентот во негативна насока. Треба да ги обединуваме луѓето, не да ги разединуваме. И ако мислат дека ние ќе се повлечеме, се лажат. Назад нема. Ниту јас, ниту ВМРО-ДПМН има намера да се враќа назад. Додеме до крај, па да видиме каков ќе биде крајот. А според вчерашниот ден, ако крајот така мириса како што беше вчерашниот ден, тогаш не им се пишува добро ниту на спикерот, а ниту на неговиот ментор, премиерот во владата Зоран Заев. И последното прашање до вас. Бидејќи во вашата работа не е само партијата и народот и теренот на кој сте постојано, туку и комуникација со меѓународните фактори. Кажете ми... Иако јас ја најавував македонската пролет, ако се сеќавате.
Да, кај мене ја најавувавте и просто во тоа време делуваше неверојатно. Мислите дека ова почеток на македонската пролет? Па, ја мислам дека веќе сме неколку недели во македонската пролет. А тоа ќе им стане многу јасно наскоро. Уште само ова ми е прашањето. Вие како лидер се сретнувате и со меѓународни фактори. Сметате ли дека една од најголемите двигатели за оваа власт да обстане беше нивната огромна меѓународна поддршка? Сметате ли дека се уште ја имаат таа или работите се менуваат и таму? Не мислам дека услов да една власт биде таму каде што е поддршката од меѓународната заедница. Ценам дека нивното однесување е принципиелно, барем од овој поглед гледано на работите, како што е сега. Но она кое што се случуваше изминатиот период, поради кое што Зоран Заев најпрво не успеа да направи влада, а потоа да истера два изборни циклуси такви какви што истера, е неговото кокетирање на сметка на националните интереси на македонскиот народ и на сметка на националните интереси на македонската држава со помалите етнички земници во нашата држава. За жал во случајот репрезентирани во политичка партија која што игра славом на македонската политичка сцена веќе 18 години. И ценам дека да си нарача таков човек не може да нарачаат како што се појави тој на македонската политичка сцена. Така што јас повеќе тука го гледам однесувањето и формирањето на мнозинство на македонската политичка сцена, а помалку од тоа што вие пледирате, тоа е поддршка некаква со меѓународна заедница. Нормално дека меѓународна заедница ќе поддржува институции и мислам дека има прилично сериозни дипломати во државата да не се мешаат во внатрешните работи на суверена независна држава како што е Македонија. И секој некој што и ќе помисли да се меша во внатрешните работи на суверена независна држава како што е Македонија, тогаш тој истиот момент го губи епитетот на дипломат. Јас мислам дека станува збор за искусни дипломати кои што денеска се на служба во нашата држава и дека тие не би си дозволиле да се мешаат во внатрешните работи на нашата држава. Ке има ли наскоро нови протести? Дали некои кои вие ќе ги организирате, ако е веќе пролет, дали ќе има ова, ќе биде некоја кампања? Ќе биде интересна оваа македонска пролет 2021 година, следете не и ќе ги гледате, би рекол, резултатите на деневна основа на тоа што ќе се случува во периодот. Ви благодарам за јавувањето и вклучувањето во емисијата. Ви благодарам на можноста, Јанко, и лека ноќ. Лека ноќ и пријатно. Почитувани гледачи, тоа беше во живо вклучување на Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН, со негово гледање и размислување за вчерашните протести. Ќе направиме сега кратка пауза, а потоа ќе ги отвориме телефоните на тема терористи или уставобранители. Тоа е препукувањето во општеството. Се уште се води силна дебата и општеството е многу поларизирано, без никакви аспекти за некакво помирување во него, барем меѓу останатото и на оваа тема. Дали во затворите се праведно осудени, со праведни казни, терористи или тоа се претерани политички казни. Го слушнавме Мицкоски, а сега ќе ги слушнеме и вашите јавувања и вашите размислувања на оваа тема, но веднаш по кратката пауза.